И како што ви најавив утрово, прва наша денешна гостинка е сестра Весна. Весна ни доаѓа од Оделението за педиатрија во Аџибадем, Систина. Добро утро и добре ни дојдовте официјално. Станува збор за Весна Атанасовска, сестра со долгогодишно искуство на Одделот за педиатрија. Во тек е неделата на Светската недела на доењето и ние даваме нашата поддршка и ги поздравуваме сите сегашни мајки кои што се во тој период и идните мајки кои што се подготвуваат за овој многу значаен период во животот и на мајката, ама особено на новороденчето. Што представува сестра Весна оваа Светска недела на доењето? Секоја година од 1 до 7 август секаде во светот е првата недела на август, така се одбележува Светската недела на доењето. Тоа значи целта на оваа недела е поддржување на доењето, подкренување на свеста колку е тоа важно и искажување на сите предности, односно покажување на сите предности на мајчиното млеко. Нашата болница, Аџибадем Систина, е најголемо породилиште во земјата и регионот и одбележуваме голем број на успеси од хранењето на новородените во нашата болница и затоа секоја година го поддржуваме, значи, активноста на неделата на доење, на Светската недела на доење. Так, под кој слоган, под кој мото ова година се одржува оваа кампања? Оваа година кампањата ја поддржуваме премостување на разликите, поддржување на доењето без разлика на сите. Така да оваа година работиме по тоа мото. Така, од оние информации кои што јас успеав некако да ги исцрпам, во многу земји во светот се одбележува оваа земја и верувам дека не постои земја каде што нема одредени активности, случувања и се понатаму. Доволна ли е една недела само во годината, во тие 365 дена, за да се подсетуваме и да укажуваме на предностите на доењето? Секако дека не е доволна една недела, затоа ние секојдневно го поддржуваме доењето со секојдневна едукација на трудниците. Имаме организирано бесплатни предавања во нашата болница кои го сочинуваат едуциран тим од неонатолози и едуцирани медицински сестри кои преку практичен и теоретски дел ги едуцираме мајките за придобивките од доењето и од мајчиното млеко. Така. Живееме во една многу прогресивна ера, каде модерната технологија си го направи своето, каде дури и младите кои што се, би рекла, родени со паметни телефони, па не успеваат да ги пофатат сите новитети кои што секојдневно излегуваат на пазарот. За се некако се обезбедува замена, за се некако има инстант варијанта или пократок начин да се дојде до едно, до друго, до трето. Сите знаеме дека постојат еден куп адаптирани млека по аптеките, по продавниците и така натаму, но успеа ли модерната медицина или фармакологија да изнајде некое млеко кое што буквално може да го замени мајчиното млеко? Секако мајчиното млеко е незаменливо и покрај толку многу адаптирани млека не постои ниту едно адаптирано млеко кое е исто по состав како мајчиното млеко, затоа што знаеме дека мајчиното млеко е освен храна и лек, бидејќи е збогатено со многу минерали, витамини, олигоелементи, исто така има антифугален, антиинфективен состав, имуномолекуларен ефект, кој што нормално го поддржува нормалниот раст и развој на новороденото и го штити нормално незрелиот организам од многу заболувања. Затоа најдобра храна за нашето новородено е мајчиното млеко. Не постои замена за мајчиното млеко. Права замена која што може да го замени мајчиното млеко и покрај многу адаптирани млека. Така е. Постојат разноразни ставови дека после 6-тиот месец млекото нема никаква здравствени придобивки, дека станува збор за навика и за емотивна врска која се развива помеѓу мајката и новороденото. Во минатото некако педиатрите, па и сестрите ваши колешки советувале
дека додека имаш млеко, додека можеш да доиш, додека детето сака да цица, не го прекинувај доењето. Во поново време ми се чини дека јасни се нештата, дека навистина нема потреба од такво врзување да проложи, бидејќи бебето постаро од 1 година, новороденото веќе добро знае од каде доаѓа изворот на среќата, а изворот на среќата е кога е наградите на мајката и тогаш навистина е што потешко да се одврзе тоа од мајката, односно да се оддели од доењето. Какви се вашите искуства на оваа тема? Сите знаеме дека до 6 месеци е најдобра храна за новороденото мајчиното млекце. Меѓутоа, не прекинуваме со доење после 6-тиот месец, продолжуваме со доењето, дури се препорачува и до 2-та година. Да, сепак детето се врзува со мајката и малку е потежок оној период кога треба детето да се одвои од мајката, односно од доењето. Некогаш е полесно, некогаш е потешко. Сепак има различни случаеви. Меѓутоа, знаете, во нашата држава и во светот, мајките се тие кои што ходат на работа и кои што можат... Да, точно тоа сакав и сега да ве прашам. Во денешно време имаме многу независни мајки, имаме многу еднородителски семејства, па и мајки кои што се охрабруваат од било кои причини да си родат дете и поигра на случајот да бидат самите во целата таа улога, во целото тоа растење, што не им е лесно пак и да одат на работа, и да заработуваат, и да ги искористат сите бенефити кои што ги дава мајката природа. Мајката природа дава мајчино млеко бесплатно за своето новородено. Колку тука сте им поддршка на истите? И колку модерната македонска мајка, зборуваме за мајките со кои вие имате искуство, навистина се упорни за да се овој период издржи и секогаш не е едноставен, секогаш не е така глатко се во воспоставувањето на процесот на лактација. Па искрено да ви кажам, во овој модерен свет на живење, позитивно е што многу мајки се расположени да дојат. Нормално, ние сме им најголемата поддршка и ги поддржуваме во тоа, без разлика дали после 3-тиот, 6-тиот или 9-тиот месец треба да се вратат да прекидат, и треба да се вратат на работа. Бидејќи се самостојни, меѓутоа има начин и како да се продолжи тоа. Требало сите работодавци да им овозможат барем еден период од времето каде што се на работа или да биде тоа скратено работно време каде што мајката ќе има можност да го подои своето новороденче. Тоа е навистина прекрасна можност. Што е со термините, колку пати во денот му е доволно на новороденото да цица и дали важи се уште онаа препорака да се дава секогаш кога бебето има потреба. Како мајката да препознае дека бебето има баш потреба сега и дека плаче точно поради тоа што е гладно или недоволно нахрането? Така. Бидејќи имаме мајки кои што немаат искуство и се мајки со прво бебе, така да тоа им е непознато на нив. Ние сме им од голема помош додека се во нашето породилиште 3 до 4 дена после породувањето и во текот на тие 3 до 4 дена ние активно ги едуцираме како да го препознаат своето новородено, бидејќи работиме на принцип room in king, тоа значи мајката и новороденото да се 24 часа заедно. Бидејќи на почеток лактацијата ја почнуваме уште веднаш после самото раѓање на новороденото, во зависност од тоа дали е спонтано породена мајката или со царски рез, каде што со царски рез е малку одложен, односно после 2 часа откако ќе се спојат мајката и новороденото. Секогаш кога бебето посака да цица, се поставува награда, нормално со едукација од страна на сестрата, која што е задолжена за тоа новородено. На почеток, бидејќи многу ретко се случува, скоро и никогаш да мајката уште веднаш има млеко, значи бебето цица на празно, меѓутоа сепак тоа е стимулација каде што контактот на мајката со новороденото, зближувањето, научувањето една мајката со бебето, бебето со мајката и стимулацијата за да дојде побрзо до млеко. Во првите денови од породувањето, односно од раѓањето на новороденото, бебето го ставаме на града не толку многу често,
меѓутоа го ставаме, секојаш кој ќе посака да цица, без разлика кажав дали има млеко или не, меѓутоа некојаш бебињата кои ќе почнуваат да цицаат, меѓутоа цицаат на празно и тука се бунат. Така да на мајките во текот на престојот им доаѓа млеко, знаеме колку количински млеко има мајката, дали има млеко и отприлика и кажуваме на мајката во текот на денот, дома кој ќе ја напуштат нашата болница, како треба да си го хранат своето новородено. Препораките се да се храни новороденото на 2,5 до 3 часа, односно преку ден, бидејќи секогаш мајката е разбудена, раздвижени сме преку дента, бебето може да цица, меѓутоа да не е тоа поставување на бебето и цицање цел ден на града. Шведска маса. Така. Прво, мајката ќе биде исцрпена, ќе нема можност да го гледа новороденото во текот на ноќта. Ќе не може ништо да направи, ниту наредната ден ќе биде способна за да може да се грижи за нејзиното новородено. Затоа велиме, бебето ќе цица на 2,5 до 3 часа, со тоа што секогаш кога мајката почнува да добива млеко, може да дозволиме да биде цицањето и на 1,5 час, барем во текот на денот, кога е мајката будна, меѓутоа ноќта да не биде тоа така. Значи бебето, кога мајката има доволно млеко, се храни на 2,5 до 3 часа. Односно 8 оброци во текот на 24 часа. Така, значи тефтерот, ако ви е тешко вака да запомните тефтерот пред вас, направете една табела со 8 прегради и имајте си во план дека 8 пати во денот треба на вашето новородено да му понудите да цица. Ова вака изгледа доста едноставно и доста лесно, но секогаш не е овој процес лесен. Понекогаш е навистина и покрај големата упорност на мајката и помош, асистенција од мајки, свекрви, повозрасни, поискусни, па и ваша, би рекла, бидејќи вие сте првите кои што ја испраќате од болница. Не оди периодот не оди целиот процес на лактација. Од кои причини најчесто не се случува да мајката добие млеко? Во првите денови после породувањето, значи сепак тоа е нешто ново кое што се случува кај мајката. Некогаш имаме спремни мајки кои сакаат да дојат, некогаш имаме мајки кои не сакаат уште од самото породување да не сакаат. Врзано е со психолошкиот момент? Па да, најчесто е да. И доаѓањето на млекото, некогаш кога сме премногу фокусирани кон нешто, малку ни е продолжено и имаме тука малку проблем. Затоа треба да бидеме опуштени, релаксирани, без стресови, без нервози, да уживаме баш во периодот со нашето новородено. Да внесуваме доволна количина на течност, бебето си го ставаме редовно да цица и да не се оптеретуваме со тоа дали ние ќе добиеме млеко или нема да добиеме млеко. Затоа што напоменав дека секогаш кога сме фокусирани кон некоја работа, секогаш ни е успорена. Затоа секогаш позитивно расположени и ќе биде успешно доењето. Со голема ниво на доверба и верба во себе. Што не сме мајката да консумира додека дои? Вака сега, во минатото постоело некое мислење дека мајките не треба да внесуваат одреден вид на храна и одреден вид на пијалоци. Зрнеста храна. Така. Меѓутоа сепак тоа е нешто кое што барем сегашното време покажува дека не се сложуваме со тоа. Треба да се внесува истата храна која што претходно сме ја внесувале, меѓутоа да е во одредени количини и да е секојдневно различна. Нормално да не внесуваме од таа храна која што нас ни прави тегоби, знаејќи дека може да му направи и на новороденото. Да не внесуваме газирани и алкохолни пијалоци, да внесуваме вода, бистри сокови и може да се внесува и чај за доилки, кој што уствари тука придонесува и за стимулација на добивање на млекцето. Меѓутоа и од друга страна, кога го внесуваме чајот за доилки, на тој начин преку излегување на мечиното млеко, преку внесувањето кај новороденото, знаеме добро познати ни се грчевите кои се јавуваат, знаат и да ги смират грчевите. Успета на бебето лута храна? Па да. Да, затоа што сепак тоа се пренесува преку млекото, не смее да се внесува лута храна, не смее да се внесува зачинета храна, значи ако претходно сме конзумирале, сега треба тоа да го намалиме.
Кафе не е дозволено, меѓутоа ако сме толку многу љубители на кафе, барем едно, така, едно кафе во текот на денот. Па и ако сме љубители на благо, не треба да претеруваме, меѓутоа е дозволено еден ред на црна чоколада, така да ако се мајките пушачи, 1 до 2 цигари и тоа е дозволено. Така да не е ништо забрането. Ако не може да се одоле и на самиот крај, сестра Весна, искуствено вие имате во тие 8 часови работно време не работите само со доенчиња, туку едноставно сите дечиња низ педиатрискиот оддел во Аџибадем Систина сте тука да им помогнете и да бидете во тек со се она што се случува. Сте правеле ли анализи каков прогрес, каков напредок и какво здравје имаат доените од недоените дечиња? Да. Сепак ние, нашите новородени, меѓутоа не секогаш и само нашите новородени и новородени во другите породилишта во нашата земја, доаѓаат кај нас затоа што ние имаме педиатриски дел и го гледаме бенефитот од мајчиното млеко затоа што сепак тие новородени, тие дечиња се поздрави дечиња со подобар имунолошки статус, помалку заболуваат од респираторни заболувања. Многу е битно дека многу помал број од тие дечиња во текот на животот се дебели, кои што знаеме дека дебелината е и болест, односно број 1 во светот проблем за понатака во животот. Така, ова е убаво да се потенцира на самиот крај и да ги поздравиме уште еднаш и се разбира да ги поддржиме сите идни мајки, особено тие кои што во овие денови се подготвуваат за една ваква голема, нова, убава авантура, би рекла најубавата авантура во животот на жената е мајчинството, доењето. Ви благодарам многу и посакувам вистина Аџибадем Систина и понатаму да остане пример за сите останати како треба низ тој персонализиран пристап да се работи со секој еден пациент, па и со најмалите пациентчиња кои што кај вас во педиатрискиот оддел престојуваат. Посакувам многу успеси и за уште многу други теми да се дружиме во нашата утринска програма. Ви благодарам најмногу. Ви благодарам многу и вам.